Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата основан е со уредба од Извршниот совет на Собранието на некогашна Народна република Македонија на 15 мај 1962 година. Организира и спроведува бројни сообраќајно-воспитни манифестации, предавања, бројни обуки за сите учесници во сообраќајот. Активно е присутен во медиумите, а континуирано работи и на научно-стручни проекти и активности со имплементација на светските искуства во оваа област. Во почетокот на својот мандат, Советот функционираше во рамките на Државниот секретаријат за внатрешни работи како стручен совет, а покасно со промените во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, надлежноста за формирање на Советот преминува на Собранието на државата. Оваа година Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата одбележува 60 години постоење и активна работа на полето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Од 2007 година во потполност се осамостои и до денес континуирано работи на едукативно превентивни активности и кампањи со цел унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата работи на унапредување и развивање на сообраќајното образование, воспитание, култура и етика, а посебно внимание посветува на превентивното делување за зголемување на безбедноста на сите категории учесници во сообраќајот на патиштата во Република Северна Македонија. Своите активности Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги остварува во соработка со бројни институции и организации. Во прв ред со Министерството за внатрешни работи, како партнер, Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, министерствата, автомотосојузи, автошколи, испитни центри, агенции за сообраќај, единиците на локалната самоуправа, образовни, здравствени и невладини организации, медиуми и други. На издавачки план исто така се остварија значени резултати. Сообраќајна лектира, боенка, сообраќајна песнарка, прирачник за родители, децата и нивната безбедност во сообраќајот, прирачник за подготовка за полагање на стручен испит за работа во автошкола и испитен центар, прирачник за возач почетник, правила за малите пешаци, како и бројни рекламни материјали кои беа реализирани и на македонски и на албански јазик. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во изминатите години има воспоставено одлична комуникација и соработка со надлежните институции од соседните земји, како и со повеќе меѓународни организации, чија основна дејност е безбедноста на патниот сообраќај. Во рамките на таквата соработка, представници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата учествуваат на конференции, светски конгреси, научни собери, стручни советувања и слични активности, а се реализираат и работни средби и заеднички кампањи, како што беше, например, летната кампања во 2021 година под мотото «Вози одморен». Организира и учествува на стручни собери и конференции и искажува своји мислења до релевантните институции, особено
во врска со некои законски измени и дополнувања од областа на безбедноста во сообраќајот. Оваа соработка е на многу високо ниво, што придонесува кампањите и останатите активности да ја постигнат својата цел за намалување на бројот на сообраќајни незгоди и бројот на загинати лица во нив. Иако, по краток временски период од моето доаѓање за председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, беше прогласена светска пандемија. Сепак, беа реализирани бројни кампањи и активности, дел традиционални, а дел нови. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата има подпишано меморандум за соработка со Агенцијата за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Србија, како и декларација за зголемување на безбедноста во сообраќајот за периодот од 2021 до 2030 година со земјите од регионот. Полноправен член е на Меѓународната организација за превентива и на Европскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Се надевам дека Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе доживее уште многу годишнини со зајакнат стручен кадар и ресурси кои ќе овозможат уште побројни активности за зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот на патиштата.